Ja go ljubim tето. За да дојдете од Скопје до Тетово треба да поминете 44 километри. Патувањето со автомобил трае од 30 до 45 минути. На автопатот има две наплатни рампи кај Глумово и кај Желино и се наплаќа по 40 денари од автомобил. Ja od sad malo, ti od potok malo, čim mi dade i šaret, ja će dojdem na večer, da ti pojem dejče pod penđer, da ti pojem dejče pod penđer. Niz kapičik pobegni, na ćuše to dojdi mi. Oči ja da isplaknem, nogu da te isunem, da mi projde merak za tebe. Ретки се луѓето како тебе кои со толку огромна страст го промовираат својот роден град. Во разни форми правиш промоција. Еве да почнеме од веб страницата. Кога почна и како? Едноставно, целта ми беше да се обели образот на Тетово. Тетово се знаеше по конфликти, по загадување. И јас реков, ако има 1000 црни работи, да една бела, валјда има некоја бела, да се каже и таа е бела. Тетово е фантастично место за живење, со фантастична историја. И зашто да не се каже тоа? Да се представат тие корени. Јас истражувам долго време, веќе над 15 на години. Податоци, интервјуа со стари луѓе, записи, истражување по книги, по документи, по архиви. И собрав бајаѓи податоци. Реков, ајде да почнеме да ги објавуваме тие податоци. Дел во книга, дел во интернет страница. Направив точно страница gavro.com.mk, тајните на Тетово, каде што се стари фамилии, новости за Тетово. Ова се многу интересни информации кои ми ги раскажуваш и навистина е интересно човек да те слуша. Значи сега имаме книга, има веб страница, има песна. И како би било сите тие работи во една музејска збирка да влезат заедно? Па ако даде Господ, ќе правиме сега, правиме напори за што можеме за Тетово, ќе правиме уште повеќе. Значи ова е само почеток, еве кажавте и книга имам направено за преисторија антика, тетовски древности, втора книга правам сега за тетовскиот говор и ќе правиме. Навистина се воодушевив кога слушнав песната и сега уште подраго ми е кога имам можност да разговарам со тебе во живо. Навистина со таа страст секој би се заљубил во Тетово, а така вели и песната. Ја го љубим тето. Ја го љубим тето, ја го љубим тето. У петок ќе дојдем ја, да ми прајеш тава гра, една тава, два сомуна, горко кафе, сладко дуња, како паша да ме пречекаш. Како паша да ме пречекаш. Na ljubaj dejčinja ima samo ovdeka, ala mi je naručete crvene. Тетовски древности. Да. Значи, ова е твојата книга. Да. Баш ми е мило. Ова ми е првата книга. Преисторија антика, сите племиња кои живееле менадата кај е најдена. Прва книга за овој период, за преисторија за антика, за Тетово објавена. Сега втора книга пишувам за тетовскиот говор. Граматика, речник со лафови тетовски стари. Првпут никогаш не било напишано. Најубав говора не е напишано у книга. Стварно е убав говорат. Да, и тај ќе ја пишувам се. И тај ќе ти ја даде. Ти благодарам на подарокот. Секогаш ли се вака гостопримливи тетовчани? Како не се тетовчани? Кој не бил пречекан од тетовчанец? Нема куќа што не пречекала човек како што треба. Врата увек отворена, увек масе наместени. Кој дошол, бил пречекан. Гравче, баклава, се знае тоа како иде. Гравче, баклава, ќе дојдете на гравче, све како. Само не тражите со месо со што скупо, да со пиперче суј, ако сакате нема проблем. Може со пиперче. Каде ќе ме водиш сега? Сега да ти го покажам стариот дел, црквата Свети Кирил соборна у Тетово, па после ќе идеме на друго место. Добро. Идемо? Може. Ајде. Главна црква што има значење на соборен храм во Тетово е Свети Кирил и Методи.
Градена на Црешови град и осветена е на Петровден во 1925 година. Денес е една од најубавите цркви во Македонија со која се гордеат тетовчани. I can be patient, I can wait. Nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine for today. Try it on, try it on. It never fits me, something's wrong. Try it on, try it on. It never fits me, something wrong. Financial times, fascinations. I can be patient, I can wait. Nice copy. Шарината џамија ни е еден символ на Од знаменитостите на Тетово, да. И оваа џамија е изградена 1495 година. Само 3 години пред откривањето, по откривањето на Америка. Америка е откриена 1492 година, значи 3 години помлада е од Америка. И еве постои толку низ години. Овдека е многу интересен и моментот околу живописот на џамијата. Да, од надвор како е насликана, се употребени над 200.000 јајца. За да се фиксираат боите, над 200.000 јајца се употребени. Таа е традиционалната јајчена техника. Да, и до ден денес кај зачувана е бојата, додуше и се реновира, се одржува, сега имаше и проекти од конзерваторски центар. Фасадата е освежена. Освежена, така да останува и за идни генерации за да ја посетуваат, а е доста и посетена и од туристи различни. Како беше само уште во Босна има Само уште во Босна слична. има ваква џамија, во Требиње, но оваа се рачуна за најубава и уникатна. И е прекрасна знаменитост, еве која се уште постои. Арабат и Баба Теке се наоѓа на периферијата на Тетово во непосредна близина на станицата од патничката жичарница Тетова Попова Шапка. Според податоците во Текето живееле околу 15 дервиши, на чие чело стоел старшината Баба. Дервишите биле прочуени како благородни, мирни и гостолюбиви луѓе. Текето се викало Арабат затоа што навидом неговиот основач бил сиромав човек со скината облека по име Алија, а така облечените луѓе турците ги викале Арабат. Поради тоа Текето го добило името Арабат Теке. Професор Сулемани е овде во Арабат Баба Теке. Неколку пати имам влезено и не можам да не се воодушевувам прво на самото обкружување, атмосферата, еден спокој, еден мир што секој посетител овде го доживува. Значи, вие најдобро знаете да ми кажете и за објектот како еден духовен, но и културен споменик. Арабати постои од 1538 година. Многу старо, значи едно од најстариве духовни наследства во исламскиот дел во Македонија, тоа се наоѓа тука. Меѓу првите, значи места каде што навистина секој кој дошол, тоа го чувствувал. Од и духовниот дел се чувствува во внатрешноста на човекот. Значи секој човек без некоја разлика на тоа дали он христијан, дали он ислам, дали он неверник или дали он Буда, секој си има право на свој начин да го почувствува. Бекташизмот е една можеби посовремена гранка на исламот и толерантна нели кон сите останати верници и токму затоа можеби и символично овдека во Арабат Баба Теке имаме 4 порти поставени кон сите страни на светот, што значи дека сите оние кои доаѓаат од различни страни на светот се овде добредојдени, без разлика на нивната верска припадност. Секој си има право да си доаѓа и тоа што баш многу интересно е што вие као небекташи го знаете тоа дека Арабати има 4 порти, тие се 4 порти, 4 страни на светот. А дека вие ми кажавте. И многу е битно у денешниот ден да се знае дека соживотот е делот од тоа што како луѓето ќе го дочекаат тој соживот или како ќе. Значи во бекташизмот жена и машко се равноправни 800 години пред.
Али Баба бил турски министер, кој од верски победи се откажал од почесната должност и удобниот живот и решил да се посвети на дервишкиот ред Бекташи и нивниот аскетски живот. Али Баба Серсем решил да го напушти Цариград и заминал во Тетово, каде останал до крајот на животот, придружуван од 4 ученика приврзаници на неговото верско учење. По неговата смрт, само ученикот Арабат Баба останал во градот, додека другите тројца си заминале. Без многу да се двоуми, решил на тоа место да подигне турбе каде бил поместен гробот на учителот, а во неговата непосредна близина подигнал и теке посветено на Серсем Али Баба. Financial times, fascinations. I can be patient, I can wait. Nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine. Ова е местото каде што е закопан Серсем Али Деде, основачот на Арабат Баба теке. Тој е брат на Махи Деврам, тие се родени тетовчани, а Махи Деврам ја знаеме како првата жена на величествениот султан Сулејман, еден од најголемите султани на сите времиња. Жителите на Тетово за калето на ридот Балтепе или Меден рид ги врзуваат честите прошетки и излети. Велат дека нема поубава рекреација од оваа, да се поминат 2 километра по брдото, да не се замориш, а да ја почувствуваш природата со сета своја убавина и привлечност. За калето уште ќе слушнете дека е символ на Тетово, а многумина го карактеризираат како споменик од подалечното и поблиското минато и како вистинска туристичка атракција. Калето опфаќа простор на кој има православен храм посветен на Свети Атанаси и повеќе објекти кои личат на урнатини, а се од османлиски период. Затоа и се вели дека на ист простор вековно се заедно две конфесии, православната и исламската. Бране, значи, ова сега тука бил Сарајот, да, на Тетовското кале, на некогаш наречено Медено брдо или Балтепе. На неговиот врв има стратешко место. Инаку местото е атрактивно по тоа што тука има две интересни приказни. Првата е за манастирот Свети Атанаси, кој е изграден во далечната 1240 година, и Тетовското кале, кој е изградено од тетовските паши. Тука значи го посочуваме Абдурахман Паша како еден интересен лик кој на некој начин ги подкрепил почетоците на тоа мултиетничко општество во Македонија со тоа што ги поддржувал и христијанските и мусиманските верници. Тој е многу интересна личност затоа што освен што го доградил калето, ги изградил во негово време се изградени и обновени и Арабат Баба теке, потоа шарената џамија со денешниот изглед, потоа помогнал во изградбата на Лешочкиот манастир, Саат кулата во Тетово, која за жал веќе не постои, но во секој случај, тука и Јамамот треба да споменеме, па потоа и камените мостови, значи придонел за еден подобар живот на граѓаните на Тетово во тој период. Добро, сега да прошитаме уште некој дел од калето да видиме. Тетово изобилува со старински оригинални рецепти и кујна на која ретко кој гурман може да одолее. Ако сте гостин во Тетово, дома кај пријатели или во ресторан, нарачајте ги рецептите кои ги правеле старите тетовчанки и ќе видите каков раскош ќе доживеете од мириси и вкусови. Ненад, денеска имав една исцрпна културно-историска тура низ Тетово и нормално огледнев сакав негде да каснам традиционална храна, а сите те посочија тебе и Бела Мија како една култна кафана на градот. Најстара кафана, Една од најстарите. Една од најстарите кафани овде во стариот дел на Тетово. Да. Традицијата кај нас овдека е 22 години со ресторанот. Значи, стариот дел на Тетово, старото Тетово,
до соборниот храм. Е најголемиот соборен храм. Овде Што би е било кај нас. корзото. Да, ова е стариот дел на Тетово баш така. Тука било корзото на 50 метра од нас, од овдека. Тетовското графче надалеку познато. Што е тајната? Тајната на Тетовското графче прво од местоположбата, од нашата местоположба овде, и од водата. Од водата, значи, Тетово има специфично шара, значи шарскиот дел, шарските води се малку поспецифични, и самата вода сака едно-две варења, добри, 2 пати да се смени водата, за да биде вкусно графчето. Financial times, fascinations. I can be patient, I can wait. Nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine for today. Try it on. It never fits me, something's wrong. Try it on. It never fits me, something wrong. Дали сте биле во најмалиот етно музеј на светот во тетовското село Джепчиште? Под ова име Симеон Златев Моне, како најголем етно колекционер во Тетово, одамна води битка да влезе во Гинисовата книга на рекорди. Музеј кој на најмала површина има најголем број на предмети. Музеот е прекрасно уреден, нема што не можете да видите. А во дворот Моне има тематско наредени носии, мерки. Ке видите што е ока, што е аршин, стари садови, сабји, грниња, саати, слики, плочи, грамофони. Влезот е бесплатен, а единствена сатисфакција на Моне е да се запишете во книгата за впечатоци, која би му послужила како потврда за апликацијата за Гинис. Најавете се и закажете посета на бројот на Чичко Моне 070 555 155. Не оставив прашината да ги покрие сеќавањата. Го бележев времето што одминуваше како прилега на вестината. И по мене нема да се забележи дека корените ни се оштетени. Етносот и понатака ќе теше ни жилите на вечната мудрост. Одамна имав слушнато за најмалиот музеј, етнолошки музеј во светот, и еве сега конечно дојдов и да те посетам. Навистина ми е драго да видам толку големо собрано културно наследство на едно место. Мене ми е посебна чест што вие сте гости тука, бидејќи ова година музеот слави 25 години хуманитарна работа. Јас во 7,2 метри квадратни сместив 1150 предмети со старост од пред нашата ера, во 7 век, па до 20 век. Како што ми кажа претходно, значи цел еден живот и повеќе од тоа ти било потребно за да ги собереш сите овие предмети. Што све може да се најде, што све има внатре во музеот? Да бидам нескромен, да ме прашате што нема во музеот. Бидејќи овие предмети не се мои, овие се предмети од нашите предци, а ја Господ ме надарил да ги собирам, да ги проучувам и за нив да напишам и книги. Архитект по професија, страстен колекционер, како пасија професија, но исто така се занимаваш и со издавачка дејност. Значи, сите оние експонати кои што ги има во музеот, со се нивните приказни, може да се најдат и во неколку печатени изданија, благодарение на твојот волонтерски хуманитарен труд. Имам издадено до сега 5 книги: Етно бројница, Етно ризница, У катакомбете на Тетово, на дијалект тетовски, монографијата и последната е 365 аманети со хаику поезија.
Најпознатиот Лешочки манастир се наоѓа во така наречениот Горен Лешок на 610 метри надморска височина. Во неговиот комплекс се наоѓаат двете цркви, Свети Атанасија и Света Богородица. Во конаците, автентични од времето на игуменот Екзекил, има место за посетителите што тука сакаат да поминат викенд или што за одмор предпочитаат манастирски туризам. На располагање на посетителите се 40 на трокреветни и повеќе креветни соби, со услови за готвење и со можност за исхрана во манастирскиот ресторан спроти конаците. Отец Теодосиј, сместено во една прекрасна природа во Полошката котлина, ни се наоѓа бисерот на сите христијански верници, Лешочкиот манастир. Вие најдобро го познавате и секое дрво и секое камче како дише овде во ова окружување, бидејќи тука имате поминато еден добар период од животот. Што значи за вас оваа црква, овој храм? Како вие го доживувате? Како ја го чувствувам? Го чувствувам како духовен центар, обиталиште на сите православни верници, кои што доаѓаат тука духовно да се нахранат. Како функционира тоа? Сите оние добронамирници кои би сакале да преноќат, дали треба претходно да се најават и каде? Најповеќе што треба да се најави, не ради друго, него ради тоа што некогаш ни се случува да имаме полн пансион, нема место. Ние имаме посети од Чешка, од Поljska, од каде не, доаѓаат и дел од нив во Конакот ќе ночеваат, а дел од нив си пружаат шатори. И под шатор, по цели ночеви. И си играат, и си пеат, и расположението си. Навистина манастирите се духовни центри, но некогаш треба и овие работи, нели, да заживеат во дел од манастирите. Манастири има од затворен тип и од отворен тип. Овој манастир е од отворен тип сега да се. Во рамките на манастирскиот комплекс се наоѓа и гробот на Кирил Печиновиќ Тетоец, еден од најпознатите учители на 19. век. Со неговото доаѓање од Атос во 1818 година биле обновени манастирските одаи, односно конаците. Тогаш ја направил и манастирската библиотека, при што Лешок станал литературен и научен центар. Financial times, fascinations, I can be patient, I can wait. Nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine for today. Try it on. It never fits me, something's wrong. Try it on. It never fits me, something wrong. Financial times, fascinations, I can be patient, I can wait. Големи, силни, брзи, вешти. Да, такви се овчарските кучиња на Шара. Сиви, железно-бели, црни или испрскани со медов колорит се најчестите бои на примероците од расата шарпланинец. Од пасиштето се спушта едно стадо овци. Пред нив оди овчарот. 10 шарпланинци го водат стадото во едно од трлата. Овчарот не се ни врти назад. Знае дека се ќе биде во ред и дека ниту една овца нема да остане надвор од трлото. Безпрекорни чувари се шарпланинците. Стадото е на прво место. Вродено им е да бидат грижливи и за секоја овца посебно да се грижат. Како го викаш? Соколј. Соколј. Една од најубавите богатства на Шарпланина е македонскиот шарпланинец. Го имаме на првата поштенска марка, го имаме на парите. Тоа е најголемиот чувар на овчарите, најголемиот заштитник на овците, но и добар пријател на човекот. Тоа е едно пожртвувано, лојално суштество, што влегува
во борба и со волци и со мечки само за да го заштити својот домакин. Ете, тоа е богатството на Шар планина. Во Република Македонија, државата го стави шарпланинецот на реверсот од основната македонска монета денарот, а во 1999 година македонската пошта испечати поштенска марка и коверт со неговиот лик. Емин, Ај, добро дојде. овде имате цело животинско царство. Па така ми, морамо сега ни останале овие како традиција, сега ги чувамо, мора со ним да Овде се... имате кози, коњи и го Све што имате има, да. царството на шарпланинците. Овде, под Шарпланина, долго време одгледувате шарпланинци. Како се препознава еден вистински шарпланинец? Се тие се прознават по нивни карактеристики, мислим, и по нивна веродостојност, ме разбирате, и така... За секогаш ми не бегам од нивна раса, шарпланици, значи... Мене ми е чудно дека толка голямо куче да можам да го галам, пошто обично кога ќе ги видам горе на пачево, точно. мислам дека ќе ме изеда. Тие се верни према луѓите, кога се, мислим, кога се нивните луѓе, кога смо ние тука, тие се... Те не идат и по другите луѓе, ме разбирате. Сега, ово истиот што го галам тука, Да. горе да ме најде во планина, сигурно ќе ме нападне, затоа што нема Па да... сигурно само ако не идеш домаќинот, без, ако не е без тука. овчарите, без домаќините, така, Така ќе биде. тамо нема да те прими толку лесно. Да. Добро. Financial times, fascinations. I can be patient, I can wait. Nice copy shoes for tomorrow, but barefoot's fine, fine for today. Try on. It never fits me so much. Свати? Да. Try on. Тие имаш овековечено и Шар планина и цело тето во сите можни бои, варијанти, годишни времења. Па, сите годишни времења, сите сезони, и тоа не, нели, секогаш движењето нагоре, не секогаш е времето убаво и идеално за да се добие убава фотографија, но колку почесто се движиш на планина, толку повеќе временски услови се менуваат и така се излегуваат тие фотографии. Ти правиш еден интересен спој помеѓу фотографијата, љубовта кон планините и планинарењето и оној планински активен туризам. Така, кругот е интересен и е доста практичен за целата работа, затоа што тие фотографии привлекуваат туристи кои што сакаат да дојдат, а исто така привлекуваат и локалци. Значи, освен што си професионален планински водич, ти исто така правиш големи напори и го поддржуваш развојот на планинскиот туризам, меѓу другото се вклучуваш и во проекти за поддршка и обука на нови планински водичи во Македонија. Јас навлегов нели повеќе во планинскиот туризам, завршив повеќе обуки кои што треба се завршат за да се стане планински водич, нели потоа и над обуки во Франција, не само јас и повеќе нели од водичите. И така започнавме со работа конкретно за Шарпланина, да се развие оној планински туризам, да се откријат они скриени делови на Шарпланина кои што се, знаеш, на лево од патеката или десно, не само да се движиме по патеката, туку да ги видиме и оние скриени делови затоа што тие ја даваат она убавина на целата планина, се видат сите села кои што се во тој регион. Со тоа ќе ја видиме и вредноста, историјата, традицијата, културата на луѓето.
Никој не ни помислуваше дека Вруток ќе прерасне во најрибарска населба во Македонија, иако не е ни покрај море, ни покрај езеро. Но затоа е во подножието на Шар планина, богата со шума, со питка вода, плодно земјиште, а што е најбитно, заштитено од ветрови. Селото е типично збиен ред и во него живеат околу 1300 македонци и албанци. Ова е Вруток, местото каде што извира нашата најдолга река, реката Вардар, која дели Република Македонија на речиси два еднакви дела, источен и западен, пошто продолжува и се влева во Егејското море. Овде и планинскиот пејзаж ни се минува, каде што величенствената Шар планина се поврзува со планините Бистра, Кораб и Дешат. Токму поради изворите и селото Вруток станува атрактивно место за посета. Имено овде се наоѓа најчистата вода на реката Вардар. Овде може да дојдете да посетите еден од многуто рибници, да вкусите свежа риба и да уживате во шумот на реката. Главен виновник за развој на селскиот и на рибниот туризам во Вруток е Зоран Спасевски, сега собственик на ресторанот Панорама, кој се наоѓа во горниот дел на селото. Пред 18 години скромно со една тава и мало скариче, во барака лоцирана на почетокот на селото, почнале да се занимаваат со подготвување специјалитети од вруточка пастрамка. Панорама ги поттикне и другите вруточани да почнат да отварат рибни ресторани и да се занимаваат со овој бизнис. Па во текот на целата година доаѓаат гости од сите краеви. Селото живна, а стотина луѓе најдоа вработување во овој бизнис. Доки ти го имаш првиот рибен ресторан во Вруток, роден си во Вруток, и благодарение на тебе и на уште неколку како тебе и фамилијата ваша, Вруток стана едно атрактивно туристичко место. Навистина така. Се надевавме, а фала му на Господ што успеваме да придонесеме и за развој на селото Вруток со вруточката риба на рибоекспорт. Освен по рибата, познати сте и по неколку други традиционални специјалитети кои јас морам да признам дека само овде прв пат ги гледам. Например, ова макало многу интересно ми изгледа. Гледам натре дека има оревчиња и везено пиперче. Вруточко селско макало, на други места викаат бабина чорба. Вака, Зоки, пошто јас по планиниве сум повеќе по природа и така планински туризам, планински спортови. Знам дека и ти ја сакаш планината и навистина почна така и да планинариш. Да, планинариме во нашето друштво Кораб. Овдека во близина имате и патеки. Имаме патеки каде што сместено е на планинарското друштво Кораб во Горно Јеловце, ние кучичката. Ова е навистина вкусно. Благодариме. Сега мислам дека ќе пробаме од сиренцето малку. Сиренцето да пробате, салатката, а рибчето малку ќе причекаме за рибата. Да пробате нашата вруточка риба. Сега веќе не се брзаме. Ja go ljubim teto, tuje mi je srce von, koga ja sum teto nadušava ubo. Ja go ljubim teto, ja go ljubim teto. Ja od sad Јас го љубим тето, туе ми е срцево. Кога јас сум во тето, надушава ми е убаво. Со овие стихови ме пречека Дарко Гавровски. А на крајот јас ќе продолжам. И јас го љубим тето, и ја сакам Македонија. Na ljubaj dejčinja ima samo ovdeka, ala mi je naručje te crve
uzete, doterani i da sve gdeka. Doterani i da sve gdeka. Koji go nećete to, da pukne od kaskalog. Za jeden stan bol dva soluna, nego da te to, ja go ljubim, eto. Ja go ljubim, moje teto.